Луѓе, например, после 7, 8 или 10 инвитро се оствариле како родители. Има исто така, за жал, и негативни приказни, кои што после исто онолку толку обиди 7 или 10 се уште се немаат остварено. Најголемата поддршка можеби ја даваме преку залагање за промена на бројот на ваучери од 3 на 6, кои што со нагласок на со акцент ставаме на првото дете, бидејќи борбата за првото дете е психички најисцрпувачка и најголема. Имаме ветување од владата дека тие промени се во процес и дека ќе ги оствариме. Како информации можам да кажам дека секој втор пар се соочува со неплодноста, меѓутоа имаме единствени информации кои што ги имаме се оние од Фондот на здравство, кои што, да речеме, имаме информација дека од кога е донесен законот од 2018 година, имаме 15.000 одобрени ваучери за инвитро. Со тој регистар би имале на ниво на државата едни информации демографски каква е состојбата во нашата држава во процесот на инвитро, бидејќи со овој, како што изминуваат годините, и со овој начин на живот тоа се зголемува, каде можеме да помогнеме, каде можеме да влијаеме повеќе како здружение и како држава. Треба се залагаме да ја подигнеме свесноста за машката неплодност. Меѓутоа, целосниот товар паѓа врз жената и сите оние процедури кои што треба да се прават ги оди жената. По светот се смета дека од 15 до 20% се луѓето, се паровите кои што се соочуваат со неплодност, 30% е проблемот во жената, 30% е во мажот и оние 40% кои што остануваат се необјаснети или се идиопатски инфертилитет, кој што не може да се најде проблемот кој е зошто се случува тој инфертилитет. Ние како здружение би сакале да испратиме апел до сите оние парови кои што пробуваат на природен начин да забременат, доколку во одреден период на незаштитени односи, тоа е во период од 1 година, не се остварат како родители, да побараат стручна помош. Фондот покрива терапија, покрива краткотрајна анестезија, пункција, оплодување и трансфер. Меѓутоа, голем дел од терапијата која што веќе не е застарена и не е присутна и многу луѓе треба да ја купуваат на приватно. Например, можам да дадам една информација дека прогестеронот кој што треба да се купува чини 600 денари, утроgestanот е 400 денари, кој што се во најдобри случаи може да се користи во 15 дена. Да речеме, исто така клексаните кои што можеби се земаат од 1 до 2 клексани во денот, кои што чинат 600 денари и кои што процентот за рефундирање беше 70%, и документацијата која што треба да се собира исто така е обемна за да дојде до рефундирање на средствата. Имаше неколку информации во јавноста каде што жените над 50 години или над 61 година се оствариле како родители, а луѓето можеби голем период од времето поминуваат чекајки или се неинформирани кога би требале да посетат специјалист, кога е најпогодно време да се започне со целата процедура. Меѓутоа, исто така е и производ на
долготрајната борба на целиот тој процес, да луѓето кои што поминуваат низ сето тоа немаат успешност во првите обиди или во првите години од тој процес. Многу влијае начинот на живот кој што го водиме во денешницата, многу влијае менталното здравје исто така. Дали можеме да го спречиме, можеби е нешто кое што не секогаш можеме да влијаеме, меѓутоа можеме да влијаеме на оној начин така што ќе се грижиме за себе си, за нашето здравје, за телото, ќе бидеме информирани што всушност се представува репродуктивното здравје кај жената и кај мажот, за да можеме да работиме на тоа да имаме една, да кажам, да имаме една информираност како да можеби го спречиме или како да, ако е дојдено до веќе до тој процес, како да си помогнеме самите на себе си да можеме подобро да го поминеме целиот тој процес.